Има работи кои зависат од Македонија, има работи кои што зависат и од она што се случува во рамки на Европската Унија. Нашата цел е да не ја играме играта со датуми и да шпекулираме околу нив, туку да си ја завршиме нашата обврска и да ја представиме Македонија во сериозно и одговорно светло. Денеска сум поканета да зборувам на тема Македонија и нејзината втора шанса. За да не ги упропастиме и овие втори шанси кои ги добиваме како држава, треба да научиме од лекциите на последните 10 или 11 години, кога Македонија не мрдна од место, а при тоа државите во нашиот регион успеа да направат сериозни чекори напред и во поглед на полноправно членство во НАТО и во поглед на почеток на преговори со Европската Унија. Сите грешки од тој период сега треба да ги неутрализираме и поправаме. Да обезбедиме контролните механизми уставни да функционираат, да обезбедиме контрола врз извршната власт, да обезбедиме крај на сите злоупотреби во делот на прислушкување, контрола на власта, корупција и криминал, и исто така да обезбедиме владење на правото. Тоа се крупните политички чекори кои што ги предвидовме во планот 369, кои што навистина и од страна на Европската Унија и од НАТО се смета како патоказ како Македонија може да се врати на меѓународна сцена. Ми беше навистина задоволство во Брисел да чујам пофални зборови за Македонија после толку време. Ми беше многу драго да чујам дека Македонија полека но сигурно ги отвара вратите. И ми беше најдраго да чујам дека за прв пат Македонија после долго време ја гледаат како држава која знае да си ги решава собствените проблеми, наместо да се жали, да критикува други или да бара некој друг да ги реши проблемите. На ваков начин и само на ваков начин Македонија ќе можеме да ја вратиме на меѓународната сцена како одговорен и почитуван партнер. Колку се важни односите со земјите од регионот за патот на Македонија кон евроинтеграција и НАТО? Долго време Македонија се поставуваше во улога на некој кој што чека некој друг да му скокне во помош. Баравме помош, се жалевме на тешките состојби, па се жалевме и на соседите. Мислам дека Македонија во многу куз временски период од не повеќе од 4 месеци покажа дека знае да работи на подобрување на односите со сите соседи. И одлуката и поддршката која што ја добиваме во Брисел е и резултат на таа нова зрела и одговорна политика, каде што Македонија покажа дека знае да разговара, дури и кога има различно мислење, знае да наоѓа решение, дури и кога долги години нештата не се решавале и се ставале под тепих, и навистина тоа се гледа како на знак на европско однесување на Република Македонија. Мислам дека со сите наши соседи направивме многу за да покажеме дека како држава ќе водиме европска, одговорна и зрела политика. И на тој начин притисокот ќе го создадеме дека истото ќе се очекува и од земјите во соседството. Колку една држава е европска, меѓу другото, државите на членки на Европската Унија ценат според тоа какви се односите со соседите. Ние се покажавме како држава на која може да се смета за такво европско однесување.